Во Законодавниот дом со честитки до ромската заедница по повод Меѓународниот ден на ромите, председателот Африм Гаши ја започна 43-та пленарна седница со дневен ред од 29 точки. Кога Гаши ги повика предлагачите да ја појаснат оправданоста за измените за градежно земјиште да се изгласаат по скратена постапка, пратеникот од Левица Борислав Крмов побара процедурално што го заврши со барање на 1 час пауза за координација. Причината е поднесената декларација за признавање на државата Палестина од Левица, која од ноември е заглавена во Комисијата за надворешна политика и надворешна трговија. За жал, наводно ги откочивме процесите во собранието со процесот Жан Моне, значи 5 месеци таа декларација останува закочена, перманентно закочена во политика, значи во Комисијата за надворешна политика и надворешна трговија. Иронијата да биде поголема, гласачкото тело на двете партии или коалиции кои што ја кочат декларацијата на Левица, всушност на ВЛЕН и на Европскиот фронт, всушност се најголемите, вашите гласачки тела се најголемите поддржувачи на Палестина и на палестинскиот народ. Пратеникот од ВМРО ДПМН Сашо Донев после паузата ја појаснуваше оправданоста за скратената постапка на Законот за градежно земјиште, појасни дека градежниот систем овозможува постапките да се водат електронски преку посебен информациски систем. Ова воедно ќе придонесе до поажурно постапување по предметите за градежно земјиште, имајќи во предвид дека ќе се возможни побрзо доаѓање до информации за самото градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, така што ќе се возможни законско уредување на постапката за водење на регистар на оттуѓено и дадено по долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија преку информацијскиот систем Градежно земјиште МК како дел од истиот. Од СДСМ побара изземање на точка 3 предлог разрешување и именување на председател на Совет на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, за што гласаа 17 пратеника, од кои 16 за и 1 против, со што не се усвои. Во огласот или во документите кои што се доставени до нас како пратеници, секако стои во законот, пишува кои се условите за да биде едно лице избрано за председател на Советот на експерт. Дипломирал во септември 2021, што значи 5 години работно искуство, стекнува во септември 2026, значи после година и пол од прилика стекнува 5 години работно искуство. Одвреди пак со барање да измените на Законот за заштита на децата, кој е на прво читање, да биде со скратена постапка поради потребата од добивање на лиценци за кандидатите кои чекаат за овој документ од јавните установи за деца. Поради потребата за добивање лиценци од кандидатите кои чекаат добивање на лиценци во јавните установи за деца. Овој закон има измена во однос на условот за познавање на странски јазик на еден од странските јазици на Европската Унија и ја уредува неопходноста од усогласување на платите на директорите на јавните установи за деца. Повеќето од законите што се на дневен ред на 43-та пленарка се на прво читање и потребата да се донесат по скратена постапка, додека пак Левица исто така побара да се извади точката за изменување и дополнување на Законот за медиуми, побара широка анализа, но за тоа гласаа само 4 пратеника и не се прифати.